Добар ден, почитувани. Јас сум Јадранка Костова и вообичаено и овој петок ќе ве подам низ отвореното студио на Еден телевизија. На самиот почеток информации за тоа што може да следите во овој студиски дел. Во првиот дел ќе може да го проследите разговорот што го снимив со адвокат Маја Ристова за случаите на мобинг. Потоа во следниот отворен појас ќе го видите прилогот за маките и проблемите на Снежана Караджовска, која пред 2 години ги загуби нозете во тешка сообраќајна незгода во Турција. Во студискиот дел гостин ќе ми биде Сеноличка Трпкова, професор, актер и хуманист. Во 17 часот гостин ќе ни биде министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски, а во 21 часот ќе имаме дебата за шарената револуција, чиемото беше нема правда, нема мир, па стигнали правдата во Македонија, штом замолчаа револуционерите. Гости ќе бидат Ивана Туфекџиќ, Петрица Рачини, Павле Богоевски, Уранија Пировска. На крајот ќе разговарам со Джелал Незири, директор на СКУП Македонија, и ќе можете да го проследите истражувачкиот прилог, документарец, насловен како ВМРО ДПМН, едно од најбогатите партии во Европа. Ова затоа што нели вчера судот го замрзна партискиот имот на ВМРО ДПМН. Сега одиме, тука со мене е Весна Велкова, колешката, со веста на денот. Така. Нацрт амандманите Конечно стигна во собранието. Ја знаеме ли содржината веќе или? Се знае, веќе содржината е објавена на веб страницата на владата. Така. Се знае која е содржината, се знаат што ќе можат пратениците да гласаат во собранието. Значи од понеделник да тече целата оваа собраниска процедура. Колку ќе трае ова за нацрт амандманите? Значи, според собранишкиот деловник треба да поминат 30 дена од денот на доставување на нацрт амандманите, па потоа да биде закажана собраниска седница на која ќе бидат ставени за да можат да бидат изгласани. Значи тоа е цел ноември ќе помине во тоа. Цел ноември затоа што за еден амандман рокот е 3 дена и се знае веќе дека 30 ноември ќе бидат ставени на собраниска седница овие нацрт амандмани. Денеска на оваа тема нормално владата ги усвои и на истата тема премиерот Зоран Заев одржа пресконференција. Имам изјава? Имам изјава од премиерот Зоран Заев. Тој ги објасни амандманите и што све тие содржат. Па да го слушаме Заев. Нема ништо спорно, како што реков, стручната академската јавност оцени дека предложените насоки се во согласност со меѓународното право и меѓународните стандарди за човекови слободи и права и особено со интересите на Република Македонија и нејзините перспективи низ евроатлантските интеграции, каде што еден од чекорите беше договорот со Република Грција. Оттаму нацрт амандманите заслужуваат поддршка од сите пратеници, секако во име на интеграцијата на Македонија во НАТО и во Европската Унија. Првиот амандман се однесува на замената на зборот Република Македонија и Македонија, соодветно со Република Северна Македонија и Северна Македонија. И тоа се прави насекаде во Уставот, освен во членот 36, каде што има историски аспект. Изборува за антифашистичката борба и ја создадува Македонија. И тоа е тој историски аспект. Вториот дел е делот на преамбулата, каде што одлуките на АСНОМ се заменуваат со прогласот од првото заседание на АСНОМ и се додава Охридскиот рамковен договор за да биде конститутивен елемент на државата. Тоа е дел од Конституцијата, од Уставот на Република Македонија, вграден, само овде се додаваат формулацијата Охридски рамковен договор и тоа е fair enough према сите помалку бројни заедници во Република Македонија. Третиот амандман се додава само еден став, а тоа е Републиката го почитува суверенитетот, територијалниот интегритет и политичката независност на соседните држави, која што дава посилни гаранции за трајност и неповредливоста на границите со Грција. Овде, иако се однесува за сите соседи, честно е тоа да го кажам, за да се отстрани и овој страф кој што евентуално би бил некоја причина во иден период. И четвртиот амандман покрај потврдувањето на македонскиот идентитет стои дека Републиката ги штити правата и интересите на своите државјани кои живеат или престојуваат во странство и ги унапредува нивните врски со татковината, токму тоа е за диаспората наша, која што останува грижата, но на еден европски начин е направена преформулација на членот 49.
Весна, не е ова изненадување на некој начин што Рамковниот влезе во оваа процедура? Пред известно време Бидејќи имаше негирање. Да, имаше негирање. Вице-премиерот пред известно време Бујар Османи најави дека најверојатно Охридскиот ќе бараат Охридскиот рамковен договор како дел од уставотворноста на државата да биде вметнат која веќе се отвара уставот и ова. Премиерот Заев на некој начин негираше дека Охридскиот договор ќе биде вметнат во овие измени, но сепак еве слушаме дека Охридскиот рамковен договор е ставен во еден од амандманите. А кој е објаснувањето? Има ли објаснување? Премиерот Заев го објасни, ќе слушнеме и како го објасни, имаме и такво тонско парче, но објасни дека и така уставот се отвара, подобро е да се сметне и овој документ како дел од државноста на Македонија. Сепак да слушнеме што Ајде да чуеме изјавата, да. Објаснувањето. Објаснувањето, да. Како што реков и денеска, Охридскиот рамковен договор и досега е вграден целосно во Уставот на Република Македонија, а приликата и аргументацијата која што беше дадена во целата оваа дебата со пратениците и овде во владата, беше дека кога се отвара веќе Уставот, редот е да биде вграден и насловот Охридски рамковен договор како конститутивен елемент, затоа што тоа е дел од нашата конституција, од нашиот устав и затоа и на крајот пресековме дека треба да остане. Делот на АСНОМ се осврнува на прогласот од АСНОМ, наместо на одлуките на АСНОМ. Зошто? Заради тоа што би предизвикало одредени проблеми тоа ако остане во одредени можни идни времиња на соработката помеѓу Македонија и Грција. Зошто е тоа така? Дел од одлуките на АСНОМ велат македонци од Грција и Бугарија обединете се. Тоа не е пријателство. Прогласот го нема тој дел. И заради тоа, конечно, се осврнуваме на прогласот на АСНОМ, кој што апсолутно зборува за единството во државата, кој што зборува за демократијата, за државотворноста на државата, за слободата, за човековите права и слично. И тоа е фер пристап на градење на пријателство. Впрочем, договорот или спогодбата со Грција е воспоставување на трајно пријателство со нашиот јужен сосед. Весна, што стана со барањата на пратениците од опозицијата кои гласа за почеток на уставна процедура, кои нели формира независна пратеничка група? Дали тие се задоволни од понудените амандмани? Паралелно додека течеше пресконференцијата на премиерот, во собранието оваа независна пратеничка група на ВМРО, ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија држеше паралелно пресконференција. Координаторката Елизабета Канчевска-Милевска изрази на некој начин задоволство затоа што овие барања се вметнати во уставните амандмани. Таа рече дека ќе ја следат целата ситуација и ги повика и нејзините колеги од ВМРО ДПМН да го прифатат сето ова и да го поддржат целиот овој процес или во интерес на евроинтегративните процеси на Македонија. Имаме изјава од Канчевска? Имаме, да ја слушнеме изјавата на Канчевска. Во оваа фаза, сега нели станува збор за нацрт амандмани, значи во оваа фаза нашите нацрт амандмани ќе бидат вградени во текстот кој што ќе биде доставено страна на владата до собранието врз основа и на нивните нацрт амандмани. Значи во оваа фаза. Како ќе оди понатака, мислам ќе го следиме целокупниот овој процес на дебата, на инклузивност, на вклучување на сите и потоа ќе ви информираме, нели ќе бидеме во контакт во таа насока. Весна, ти благодарам. Тоа е тоа беше во врска со веста на денот, а сега ќе може да го проследиме разговорот што го снимав со Маја Ристова, адвокат, на темата мобинг. Сите ние и сите вие имаме, познаваме пријатели, роднини кои на работното место, во приватна фирма или во државно се соочуваат со шиканирања, недавање на работа, навреди и слично, односно тоа е мобинг, но малкумина покренуваат судски спор за ова, а уште помалку добиваат на суд. Тоа е темата за која разговарав со Ристова. Да го погледнеме. Последниве години доста често има можност да чујам од пријатели, познаници, колеги, дека доживуваат мобинг на работното место. Вие како адвокат застапувате вакви случаи. Па, ќе може ли вака на почеток прво да го објасниме зборот мобинг? Како би го превеле? Да.
Добро, тоа е интернационален збор, кај нас не се користи како мобинг. На луѓето им е познат што всушност значи, меѓутоа законската регулатива вели дека мобингот е всушност вознемирување на работното место. Кога велиме вознемирување, мислиме на полово и на психичко вознемирување на работното место, а всушност што представува? Тоа е негативно однесување на поединец или група, кое што се врши према поединец или група, а значи повреда на достоинството, интегритетот на една личност, предизвикува страв, стрес, деградирање, понижување на таа личност. Така. Целта на мобингот е всушност да Што е поводот? Тоа значи по дефиниција би требало да го прават раководни структури во една компанија. Вака, прво ќе почнеме со целта. Целта е да самиот да си напушти, работникот самиот да си замине од работното место или да се компрометира неговата професионална иднина, односно неговата кариера. Понатамо може да биде и нарушување на менталното и физичкото здравје, како цел разговараме. Меѓутоа, она што го спомнавте, раководителот. Значи, мобингот не разликува само вршење на вознемирување од страната на раководителот, туку има вертикален и хоризонтален мобинг. Што значи тоа? Тоа значи дека вршењето на мобингот може да биде и во хоризонтала и вертикала, како што може раководителот предпоставениот да врши мобинг, може и обратно. Значи, оној кој што е на пониска работна позиција да врши мобинг на оној кој што е на повисока работна позиција. Што би била целта на исто, работникот да врши мобинг врз некој раководител? Можеби не му се допаѓа тоа што баш тоа лице е избрано да биде раководител во таа работна организација. Можеби самиот тој се смета за покомпетентен за да биде на таа работна позиција, па ги групира другите колеги и заедно, затоа што од таа позиција или помалку моќна позиција е слаб, единствен не може да врши соодветно и затоа прави група за да може према предпоставениот да се врши мобингот. Исто така, многу е важно да се напомне дека мобингот може да се врши и од колега према колега, значи не мора тоа да биде предпоставен. Може да бидат тие во иста работна позиција, може да бидат двајцата во иста канцеларија, кои што работат по систематизација исти работни задачи, меѓутоа едниот да врши на другиот мобинг. Во случај кога еден раководител врши психолошки мобинг врз работник, вие споменавте дека целта може да биде да го раскине договорот, да го напушти работното место, да не може да издржи и затоа што во случај да биде избркан работникот може да тужи и да добие на суд. Тоа е позадината. Да, значи зошто се врши? Еве да речеме зошто да си напушти да си оди самиот работник. Затоа што ако се чека работникот некаде да сгреши или ако не греши, а треба да му се даде отказ, да му се откаже договорот за вработување, согласно законот за работни односи мора да има соодветен основ. Си знае законот, односно сите знаеме што пишува. Со отказен рок се откажува и без отказен рок. Значи мора да постои причина. Освен тоа, тоа отказно решение треба да биде составено согласно законот за работни односи, да биде доволно образложено, да биде издржано и се. Секајки работодавецот во овој случај да го скокне тој момент каде што ќе даде ќе најде причина за да го откаже договорот за вработување, кој што подоцна може да му биде приговаран, да биде оптужено, обжалено, ме разбирате? Да го скокне тој дел, се оди директно на вознемирување. Се таргетира одреден вработен кој што е вишок, кој што не е симпатичен во таа работна организација и се врши вознемирувањето за самиот да рече не можам веќе преку глава ми, нели народски кажано, и ќе си одам. Што е па позадината, рековте и полово вознемирување. Така. Тоа е да речам полово, мислиме на сексуална напаѓање на значи тоа е невербална или вербална комуникација, односно вознемирување на работното место, каде што исто има за цел деградирање, понижување, повреда на интегритетот, често достоинството на една личност. Не секогаш треба некој на некого нешто да му каже за да го навреди и да го понижи. Тоа може да биде и невербално вознемирување. Да речеме, ако е за полово вознемирување, некои случајни допири, изгледување со од глава до пети, ме разбирате, значи поставување на содржини и постери кои што се еротски или не соодветствуваат и го вознемируваат другото лице. Така што кај психичкото вознемирување, правење на мимики, превртување со очите, изолирање, игнорирање, исто така може да се декларираат како мобинг. Така, зошто е тешко да се докажат овие кривични дела? Овие се граѓански дела, значи кога се
постапува, одиме со утврдување на тоа дали имало мобинг, па врз основа на тоа што ќе утврдиме, бараме надомесна штета, материјална, нематеријална штета. Но тоа обично се случува, може да се случува меѓу двајцата, да нема сведоци, да нема сведоштва. Така, точно. Значи и самата рековте дека тешко се докажува заради тоа што често оди тет-а-тет, односно лице во лице без присуство на сведоци. Освен тоа се прави софистициран мобинг. Сите сега се научија дека кога вознемируваат не смеат да остават траги, затоа што трагите всушност се докази во постапката. И затоа се врши лице во лице. Меѓутоа, затоа што самиот мобинг како појава бара континуирано и систематски повторување. Значи не е денес некој ме вознемирува, јас ќе тужам, туку тоа треба да се повторува. Законот не предвидел колку треба да се повторува. Меѓутоа да трае да се повторува. Но кога што повеќе трае странката, мислам, човекот има повеќе стресови. Така, меѓутоа од друга страна пак колку повеќе се повторува и трае, тој се опушта, оној кој што е моберот. Ќе направи грешка. Така е, прави грешка, го прави тоа, неговото трпение се намалува и тоа почнува да го прави пред сведоци, почнува да го прави секојдневно. Ако го правил секој ден по 1 час, го прави по 3 часа, по 5 часа и кога веќе нештото трае, за жал, последиците кај жртвата се големи, нарушено е скроз менталното здравје на жртвата, меѓутоа од друга страна постои доказ. Деновиве сретнав една познаничка која токму ми раскажа за случај на мобинг, на кој траел да речеме една година во работната средина. Одела и на психијатар, но рече психијаторот ми советуваше дека целата постапка што би се водела на суд ќе биде повторно доживување на сите стресови. Дали е ова причина да се откажат многумина од вакви судски процеси? Точно е. Една од причините е тоа што се долги постапките и тоа што ги обесхрабруваат, нели, заради тоа што сметаат дека дополнително ќе предизвика стресови и нервози таа постапка, меѓутоа од друга страна зошто да се откажеш од некое свое право каде што знаете дека нити сте предизвикале, а и дури и да сте предизвикале, некој несоодветно постапува со вас. Една од друга, например, причина е финансиската причина која што ги одвраќа, меѓутоа и борбата со некој кој што е посилен, помоќен од мене. Например, ако се работи за работодавецот. Така што има неколку причини каде што се одвраќаат, меѓутоа јас еве за охрабрување би кажала дека не постои само судската постапка. Значи ние сме водели многу вонсудски постапки каде што успешно завршиле. Самиот закон донесен во 2013 година предвидува, Законот за заштита од вознемирување на работно место предвидува две алтернативни можности пред да се оди на суд. Има медијација. Така, има посредништво, има медијација, има предупредување каде што значи се пишуваат поднесоци, се посредува, се седнуваат на маса моберот и жртвата. Значи постојат и други опции каде што и поевтино, и побрзо, и побезболно, и без стресови дополнителни и нервози ќе се може да се заврши постапката позитивно. Значи немаме процес на помирување само во собранието меѓу партиите, туку и меѓу така е. Секаде вработените од која едната страна била жртва на вознемирување и мобинг. Сега дали од вашето искуство како адвокат, дали вакви случаи има повеќе во приватни компании или во државниве служби? Каде што еве споменав партии, нели доаѓа една партија на власт, па се бркаат едни, се жалат другите и така нели со години постојано со секоја смена на власт. Пред донесување на овој закон правевме безброј анкети каде што можеше да се баш тоа не беше целта, да видиме дали е во приватен сектор, во јавен сектор, дали се повеќе жени, мажи, жртви кои што се, дали возрастната граница игра некаква улога и слично, меѓутоа се докажа, барем до тогаш се докажа дека нема правило. Ниту има правило кој е жртва и од каде се случува, дали во приватен или јавен сектор, ниту дали припаѓа на одредена група, еве политичка партија што споменавте, дали тоа е причината или не е причината. Значи, верувајте дека различни се резултатите од анкетите и колку што покажало дека го има во приватен, толку покажало дека го има во јавен сектор. Исто така тие не се многу меродавни анкети, затоа што не секогаш некој е свесен дека е под мобинг. Често не се свесни на почетокот дека жртвите дека се врши вознемирување, а од друга страна имаме и друга перцепција. Некој мисли дека е жртва на мобинг, меѓутоа ќе излезе на крај дека не е. Всушност има некој, да речеме, хиперсензитивно лице кое што е малку чувствителен,
на се, значи за некој нешто тоа е мобинг, за друг не е мобинг и баш за тоа лице се е мобинг, така што не секогаш се врзувам јас со тие резултати од анкетите, затоа што во праксата веќе нешто друго. Така, да преминеме на праксата, вашата Може. пракса конкретно. Може. Дали вие застапувате вакви случаи? Имате ли правосилна пресуда до сега? Не само јас, туку и воопште во Македонија, за жал нема правосилна пресуда. Од 2013 е законот. Да, од и за овие 5 години нема правосуда. Нема. Значи се донесе, имаше 2 пресуди на прв степен во Скопје и надвор од Скопје, Беа во полза на беа оној во кој полза, тужеше? да, беа во полза, меѓутоа повисокиот суд утврди дека не се работи овдека за мобинг и тие постапки не завршија за жал во корис второстепените, во корис на жртвата. Се бориме, работиме на тоа да има една правосилна позитивна пресуда, затоа што ќе биде добар пример за останатите и големо охрабрување за сите кои што се жртви или потенцијални жртви на мобинг. Значи ова досегашно искуство е разочарувачки. Дури и тие што ќе се охрабрат да одат на суд, Мора некој да биде прв. правдата тешко ја добиваат. Мора некој да биде прв. Знаете дека за се нешто и во Србија немаше пресуди, па сега има 7. Така. Така што мора да има прва пресуда, да не го сваќаат гледачите како обесхрабрување, напротив, како охрабрување да тие бидат први, како би можело да се Така. реши. Зашто станува во предметите што вие ги застапувавте? Кој каков тип на мобинг? Има различни типови на мобинг, кој тоа што ви го кажав може да биде хоризонтален, може да биде вертикален, апсолутно нас не ни е важно, ниту во тужбените барања, ниту на судот дали е хоризонтален или вертикален. Најважно е да докажеме дека навистина се вршело вознемирувањето. Како? Значи ние со тужбата како адвокати треба да сториме веројатно дека се случувал мобингот. Односно да доставиме одредени докази за да се утврди. Понатаму што е олеснително за жртвите, односно за тужителите, е добро тоа што докажувањето го врши другата страна, односно моберот или тој кој што е тужен. Кога ќе започне речиштето, тие се тужените, се тие што треба да докажуваат дека не е точно дека го вршиле мобингот. Сега најчесто како се врши мобингот? Значи имаме давање на бесмислени работни задачи, имаме упатување на поградни зборови, имаме игнорирање, изолирање, прекувремени работи кои што се тенденциозни. Така што различни се примерите. Така, ако тоа за првостепениот суд е веќе мобинг, кои се аргументите, дали знаете, на повисокиот, на апелацискиот суд да промени таквата пресуда? Па не би конкретно за тие предмети говорила, затоа што не сум била во таа постапка, меѓутоа тоа што го знам, затоа што многу често истражувам на темава, знаете дека ми е специјалност, меѓутоа дека не се докажало, дека тие докази не алудирале на тоа дека е тенденциозност во прашање, туку дека тоа сосема така случајно се случувало, дека по случајен избор, да речеме, се игнорирало или изолирало тоа лице, дека еднаш или два пати се упатиле тие зборови, дека тие зборови ништо не значеле. Во таа насока се наводите. Што вие би предложиле да се промени? Законот? Така. Граѓаните, оние кои доживуваат мобинг, да се охрабрат да тужат, или судовите да ја сменат, како да кажам, да го сменат својот поглед кон ваквите случаи? Потребна е општествена промена, значи во секоја смисла. Прво и граѓанинот треба да се информира малку подетално, да не секогаш велиме дека нешто е мобинг, а да не е, и обратно да бидеме свесни кога, за да го превенираме, да не дојде до тоа да се тужи, значи да се информираат граѓаните повеќе, да се крене свеста на граѓаните дека не треба да се обесхрабруваат од психијатри, од не знам кои ги спомнавте претходно, дека тервозите и ќе продолжат. Значи да бидат храбри во тој дел. Треба повторно да доживеат се, да речам, раскажувајќи на суд. Да, законската регулатива мора да претрпи одредени дополнувања и изменувања, донесена е 2013 година, има многу недоследности, значи во насока на тоа да дава поголема заштита на жртвите
кои што ќе решат нели понатаму да одат во постапката. Понатаму вонсудските работодавците треба да внимаваат на ваквите случаи, да обрнат повеќе внимание и поголем интерес, затоа што се работи во нивната компанија. Зошто не обрнуваат поголем интерес? Затоа што тие не се засегнати во постапката. Тужен е физичко лице. Кога вие ќе имате вонсудска постапка и кога компанијата не претрпува никаква штета, се тужат раководителот и вработениот, компанијата нема никаков интерес директен, затоа што ниту е тужена, ниту плаќа одредена штета. Ме разбирате, кога компанијата би била тужена во оваа постапка, таа ќе има интерес вонсудски да ги спречи, да точка на конкретни случаи. Значи, во оваа ситуација каде што компанијата не може да се тужи и не се тужи, сепак треба да им излезе во пресрет на тие двајца кои што, за да не оди понатаму постапката. Каква е обично позитивната завршница? Има финансиска одштета? Како изгледа? Значи, со тужба се бара утврдување дали постоел или не постоел мобингот. Откако ќе се утврди, тоа што го кажавме со првосилна судска пресуда, се бара надомест во друга постапка, се бара надомест на материјална и нематеријална штета. Висината на надоместот зависи од вештачењата. Значи, се прави вештачење, вештакот утврдува какви последици има жртвата по здравјето. Ама зашто во отделни постапки, ако и едното и другото оди пред граѓански суд? Па затоа што може да се направат поголеми трошоци ако се оди директно со надоместна штета. Затоа што ќе плаќате судските такси се веднаш повисоки. Замислете вие да барате 300.000, 400.000 надоместна штета, судската такса ви е сразмерно тој износ. Така е. А со утврдување е многу минимална судската такса и подобро и посигурна варијанта да се оди со утврдување. Кога има правосилна пресуда, веќе тогаш да, плюс овде одиме со едно вештачење, со психијатриско вештачење, а понатаму во постапката, ако одиме директно кај надоместна штета, пуштаме две вештачења, а не ни е сигурно дали ќе ни се пресуди. Значи, пуштаме и економско вештачење, односно материјално сметководствено финансиско работење, или, односно не или, него и психијатриско вештачење. Две вештачења во втората постапка. Кога очекувате вие финиш на еден од овие процеси што вие ги застапувате? Во тек се неколку постапки. Гледаме затоа што овие постапки имаат карактер на работен спор, а согласно законот постапките кои што имаат карактер на работен спор се итни. Значи треба да се завршат максимум за 6 месеци. Гледаме да не се одложуваат рочиштата, се трудиме тоа да биде брзо и ефективно. Меѓутоа не би можела да кажам затоа што не зависи само од мене, зависи од другата страна, зависи од судот, така што ќе видиме. Дали сметате дека треба да добијат јавност, гласност ваквите пресуди, за да влија, да речам, превентивно? Секако, во секој случај, значи се разбира доколку странката што тужи прифати. И нормално најпрвен се прашува странката, дури и кога би се објавило, секогаш се објавува со иницијали. Значи тоа не треба некој нас на друг да ни го каже, ние тоа го знаеме, тоа е етички кодекс на адвокатите и слично. Добро е, се крева свеста, се охрабруваат луѓето затоа што најчесто кога доаѓаат во канцеларија, адвокатке, зошто, мислам сега народски вака да ви кажам, ама зошто да тужам кога нема ни една пресуда. Ме разбирате, значи многу големо охрабрување ќе има кога ќе има една, веќе полесно за втората. Така, ма ја очекувам кога ќе добиете правосилна пресуда во еден од овие случаи да не информирате, да ја дадеме таа гласност на едни вакви позитивни пресуди. Така, се надевам дека ќе биде дали од мене, дали од некој мој колега, меѓутоа не е важно кој застапува, важно е да имаме една супер позитивна пракса. Така е. Ви благодарам. Ви благодарам и на вас.